Добро вечер, време е за централниот дневник на К1. И денеска политиката повторно ќе доминира. Од студиото на К1 телевизија ги пренесуваме најновите информации на активностите на политичките партии, поврзани со предвремените парламентарни избори во изборните единици 3 и 4. По најавите започнуваме веднаш. Останете со нас. Денеска низ целата земја беа пошумени вкупно 503,89 хектари со 2.611.143 садници. Уставниот суд со нови одлуки за одбележување на гласачите за време на изборниот ден, 11 декември. 10 ден изборна кампања, политичките партии поинтензивно на терен. Панче Иванов, кандидатот за пратеник од редовите на СДСМ во изборната единица број 3, ја образложи програмата Планот за живот која предвидува покачување на просечната плата, пораст на пензиите и поддршка за најмладите. Како кандидат за пратеник од Социјалдемократскиот сојуз во изборната единица 3, се чувствувам должен пред граѓаните уште еднаш да ја образложам програмата План за живот, која предвидува покачување на просечната плата, пораст на пензиите и поддршка за младите, рече денеска кандидатот за пратеник на коалицијата Панче Иванов. Тој посочи дека нивниот план е зголемување на минималната плата. Гарантираме минимална плата од 12.000 денари од април 2017 година. Во 2020 година минималната плата да изнесува 16.000 денари. Ќе важи за сите работници, значи и за вработените во текстилната и кожарската индустрија. Наша цел е просечната плата да ја покачиме до 30.000 денари. Во едно семејство со двајца вработени, заедничкиот приход да биде 1.000 евра. Платите во јавниот и во државниот сектор ќе растат со развојот на економијата во Македонија. Пензиите ќе растат онака како што ќе растат трошоците за живот. Домашните фирми се важни за нас, истакна Иванов. Планираме 100 пати повеќе државна помош од досегашната. Тоа е сигурен показател дека ќе јакне економијата. Во првата година од мандатот обезбедуваме 12 милиони евра за мерки за вработување, што е 3 пати повеќе во однос на просекот од претходните години. Планирано е оваа сума да се зголемува и да достигне 33 милиони евра до крајот на мандатот. Со овие мерки се предвидува да се вработат во просек 16.000 лица годишно во домашните фирми. За младите луѓе, за нашите деца да не ни бегаат во странство, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја воведува младиската европска гаранција, која значи дека во рок од 4 месеца по завршување на школувањето, секој млад човек ќе добие понуда за вработување или понуда за тренинг, односно понуда да го продолжи своето школување. Планот за живот, како што истакна Панче Иванов, е насочен кон сите граѓани во земјава. Истиот има за цел подобрување на стандардот на граѓаните на Република Македонија. Од Општинската организација на СДСМ Велес денеска упатија критика за пресконференцијата на Јордан Витанов, кој го осуди големото присуство на албански знамења на митингот на СДСМ, кој се одржа во Велес во неделата. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Велес на денешната пресконференција ја осуди реакцијата на пресконференцијата на Јордан Витанов. Тешки националистички зборови на омрза и етничка нетрпеливост, вака го оцени неговото излагање Душко Петров од партиската говорница на СДСМ. Тешки националистички зборови на омрза и етничка нетрпеливост протекоа од вашата уста, господине актер и директор на институција од областа на културата. Засрамете се и извинете им се на нашите сограѓани, комшии од Велес, Бузалково, Сливник, Клуковец и Иванковци. Во 21. век уште ги делите луѓето и ги омаловажувате по основ на национална припадност. За Социјалдемократскиот сојуз, човекот е човек без оглед на која националност припаѓа. Засрамете се
И извинете им се на вашите колеги, на кои сте им директор, на културните работници, на сите наши и ваши коалициони партнери, кои имаат национални знамења различни од македонското, а сепак здружени со македонското. Илинденците, гемиджиите, партизаните, бранителите на Република Македонија не беа националисти, туку борци за соживот за сите граѓани на оваа земја. Македонија е мултиетничка држава, а ширењето говор на омраза е кривично дело, истакна Душко Петров од партиската говорница на Социјалдемократскиот сојуз. Бетијан Китев, кандидатот за пратеник на коалицијата предводена од СДСМ, денеска на пресконференција се заблагодари на сите граѓани кои го проследиле митингот на опозицијата и потенцираше дека деновите од изборната кампања ќе ги искористат за средби со граѓаните. Кандидатот за пратеник на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Кавадарци, Бетијан Китев, денеска на пресконференција се заблагодари на сите граѓани кои излегоа на митингот на опозицијата, кој што се одржа во понеделникот во Кавадарци. Со нивното присуство подвлече Китев дале недвосмислена поддршка за промените и за доброто на кавадарчани. Мислам дека атмосферата е очигледна и сосема е јасно дека волјата на народот и во Кавадарци и во Македонија е недвосмислена, рече Китев. На прагот сме на една историска голема победа, која што на крајот ќе треба да значи подобар живот за сите и во Кавадарци и во Македонија. Во досегашниот тек од кампањата ги посетивме повеќето урбани заедници, секаде е атмосферата очигледна. Народот е желен на 11 декември масовно да испадне на избори, да го каже својот став и да ги направи промените. Токму во таа насока и денешната моја изјава е дека мора да коректно, максимално коректно во насока на тоа да го одржиме меѓусебното, меѓучовечко почитување. Тој потенцираше дека на предстојните парламентарни избори неопходно е акцентот да се стави на програмските определби и активности, со што на тој начин ќе се направи порелаксирана и поприфатлива изборна атмосфера за сите граѓани. Мислам дека е сосема јасно атмосферата во Кавадарци укажува на тоа дека опозицијата тука ќе издвојува огромна, голема победа и токму заради тоа ги повикуваме сите оние сограѓани, кавадарчани кои што се уште се колебаат или не знаат точно која програма да ја прифатат се уште или кој кандидат е поприфатлив за нив за пратеник во собранието, да се одлучни, да знаат дека опозицијата на овие избори, програмата која што ја нуди е програма за сите. И токму тие причини пораките кои што ги упативме со останатите кандидати на митингот беа токму во таа насока. Идејата на овие избори, после сите законодавни и легислативни промени кои се направени од претходниот пратенички состав, е граѓаните да можат слободно и на демократски начин да го дадат својот глас, при тоа да не бидат уценувани и присилувани од никој. Во во кривичниот законник на Република Македонија за делата против изборите и вршењето притисок предвидени се казни од 3 до 5 години. Така да јасна треба да биде пораката, посебно за раководителите во јавниот сектор, дека граѓаните овој пат мора слободно да го дадат својот глас. Да нема заплашувања, да нема уценувања, да нема било какви девијантни појави кои што може да остават било каква трага врз изборниот процес. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коалицијата со нашата програма План за живот во Македонија инсистира на регуларен и чесен изборен процес, кој што на крајот треба да резултира со завршување на политичката криза. Китев рече дека нивните програмски определби веќе ги презентирале пред граѓаните. Деновите до крајот на изборната кампања ќе ги искористат за средби со граѓаните, со цел да ја добијат нивната доверба и да му дадат поддршка на носителот на нивната партеничка листа за, како што рече тој, подобар живот на сите граѓани на Македонија по 11 декември. Животните трошоци ќе ги намалиме за повеќе пари да останат кај секој семеен буџет, со тоа што до крајот на мандатот ќе има зголемување на просечната плата до 30.000 динари. Ова го порача носителот на листа од СДСМ Љупчо Николовски. Во планот за Македонија е испишан пред се достоинствен живот за секој човек во Македонија, а парите ќе ги вратиме кон граѓаните.
зголемување на просечната плата до 30.000 денари до крајот на мандатот, а во секое семејство со двајца вработени по 2 просечни плати, за да може да се покријат сите трошоци за живот, порача носителот на листа од СДСМ Љупчо Николовски. Животните трошоци ќе ги намалиме за повеќе пари да останат во секој семеен буџет. Домашните фирми ќе ги јакнеме со тоа што испланиравме 140 милиони евра за отварање на нови и на добро платени работни места пред се за младите луѓе, но во домашните компании. Минималната плата до крајот на мандатот, како што рече Николовски, ќе изнесува 16.000 денари, зголемување на платата на лекарите, праведна распределба на земјоделското земјиште, сигурен пласман и откуп на земјоделското производство, како и сигурни и навремени субвенции, порача Николовски. Проблемите со водата за пиење, канализацијата и проблемот со патната инфраструктура ќе биде минато за граѓаните. Од аспект на економијата, планот за живот предвидува воведување на социјална пензија, зголемување на минималната и просечната плата, а за земјоделците ќе се обезбедат 160 милиони евра на годишно ниво. Ова го истакна лидерот на СДСМ Зоран Заев. Проблемите со патната инфраструктура, канализација, вода за пиење, сето ова ќе биде минато. Од аспект на економијата, планот за живот предвидува зголемување на минималната и просечната плата, а за земјоделците ќе се обезбедат 160 милиони евра на годишно ниво, истакна лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тоа се 640 милиони евра за 4 годишен мандат, но ќе бидат навремени тогаш кога им требат на земјоделците и ќе стигнат во раците на вистинските земјоделци. Главната преокупација на новата власт ќе биде да отвори пазари. Пазари кои што досега се недостапни за македонското земјоделие, да створиме надпревар помеѓу откупувачите, да се јават нови откупувачи, кој преку надпревар овде, кој повеќе ќе плати за земјоделските производи, тој да ги земе. Конечна цел мора да биде парите да останат кај земјоделците. Покрај целиот овој сет на мерки, како што е укинувањето на персоналниот данок за земјоделството, воведувањето на зелената нафта. Заев најави и социјална пензија, односно граѓаните со наполнети 65 години старост да добијат пензија со или без стаж, рамномерен регионален развој во Република Македонија, намалување на невработеноста, враќање на младите како и низа мерки за подобрување на животот на граѓаните како во град, така и во село, потенцираше Заев. Во процесот на намалување на невработеноста, државата и понатаму ќе дава голема финансиска подршка за фирмите кои ќе ги рестартираат индустриските капацитети кои пропаднаа во времето на транзиција. Проектот Жртви на транзиција всушност има за цел да ги оживее пропаднатите фирми. Носителот на листата во изборната единица број 3 на коалицијата за подобра Македонија Илија Димовски рече дека за вработување на стечаен работник ќе се исплаќаат грантови во висина од 4.000 евра. Предизборната програма реално на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, покрај низата економски мерки кои предвидуваат обезбедување на 70.000 нови работни места, го содржи и проектот Жртви на транзицијата, кој се однесува на поранешните стечајни фабрики, истакна носителот на листа во изборната единица 3 Илија Димовски. Државата во следниот период ќе дава големи субвенции и поддршка на фирмите кои што ќе ги рестартираат тие капацитети, кои што би оделе во насока на големи даночни ослободувања од плаќање на персонален данок за вработените, грантови за вработување на поранешни стечајни работници. За вработување на стечаен работник, фирмата ќе добие 4.000 евра грант, како и грантови за рестартирање. Во минатиот период во оваа изборна единица се отворени 34.000 нови работни места. Се надеваме дека со тоа темпо ќе успееме многу повеќе луѓе да се вработат во следниот период. Заложбите се да се зголемат платите, а со тоа и стандардот на сите граѓани во земјава. Во рамки на предизборните средби, Димовски и кандидатот за пратеник во изборната единица 3 Ѓорѓи Коџабашиев одржаа средба и со НВО секторот. Низа бенефиции ќе има за сите граѓани кои сакаат да започнат живот и земјоделска дејност во село.
Проектот од град во село предвидува и државно конфинансирање, обуки за предприемништво, започнување сопствен бизнис, државно земјоделско земјиште за полујоделство, а за сточарите бесплатни пасишта и други поволности. Ова го истакна кандидатот за пратеник на коалицијата за подобра Македонија Ѓорги Коџабашиев. За сите граѓани кои сакаат да започнат живот и земјоделска дејност во село, проектот од град во село нуди низа бенефиции, истакна од партиската говорница на ВМРО ДПМНЕ, кандидатот за пратеник на коалицијата за подобра Македонија Ѓорги Коџабашиев. Субвенционирање на трошокот за купување или реновирање или градба на куќа до најмногу 6.000 евра. Доделување на еднократна месечна парична помош за почеток за прилагодување кон животот на село во висина од 15.000 денари месечно, од тек од 18 месеци. Проектот предвидува и државно кофинансирање, обуки за предприемништво, започнување сопствен бизнис, државно земјоделско земјиште за полујоделство, а за сточарите бесплатни пасишта и други поволности. Мерките за овој проект ќе можат да ги користат лица кои претходно мигрирале од село во град со или без имот, како и вработени со ниски примања. Брачни парови каде постариот од нив не надминува 45 години, истакна Коџабашиев. Граѓаните не сакаат навреди, злоба и омраза. Тие сакаат реална програма со проекти кои се остварливи. Ова денеска го рече Петре Саздов на пресконференција, осврнувајќи се и на уништениот рекламен материјал и билбордите на ВМРО ДПМНЕ, нешто што досега никогаш не било забележано во Велес. Митингот на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија во Велес, кој беше преплавен со бројни развиорени македонски знамиња, очигледно ги погодил послушниците на Зоран Заев во нашиот град, истакна Петре Саздов од ВМРО ДПМНЕ. Тој се осврна и на уништен рекламен материјал, билборди на оваа партија. Граѓаните не сакаат навреди, злоба и омраза. Велешани сакаат реални програма, реални проекти кои се остварливи и носат развој и подобар квалитет на живот во градот и во селата во Велес. Граѓаните сакаат нови фабрики во Велес и отварање на нови работни места за младите. Саздов додаде дека граѓаните на Велес не сакаат федерализација, кантонизација, двојазичност и поделби, туку поддршката ја даваат за градење, реконструкција на патишта, водоводни мрежи, подобро здравство, изградба на градинки, спортски терени, потенцираше Саздов. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ со писмена реакција денеска реагираше на пресконференцијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Еве што стои во неа. Кога СДСМ говори за некаков си план за живот, на луѓето многу добро им е познато дека сето тоа ветер и магла. Кога Панче Иванов и СДСМ говорат дека ќе направат во секое семејство да има просечни примања од по 1000 евра, на Велешани им одзвонува едно друго слично ветување од пред неколку години дека ќе вработат по еден член од секое семејство. Ова е дел од писмената реакција која денеска до нашата редакција стигна од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Велес. Во неа уште стои дека пред 10 години беше еден нововработен од секое семејство. Денес на сцена е лагата за 1000 евра во секој дом. Така наречената програма на СДСМ е еден памфлет од измами и лажни ветувања, што всушност представува обид повторно да се изманипулираат граѓаните како би наседнале на нивните лаги. Меѓутоа СДСМ и Панче Иванов никако да престанат со потценување на народот. Граѓаните се мудри и знаат да оценат, знаат да направат есап и да одмерат кое ветување е реално, а кое ветување е лажно. Со лаги не се добива доверба. Никој повеќе во оваа држава не верува на празен збор. За политичарите треба да зборуваат делата. Вашите дела се затворени фабрики и отпуштени работници во Велес. Вашите дела се лажни ветувања како она дека ќе го изградите патот од Велес до Прилеп и за кој 8 години колку што бевте на власт не направивте ни една педа. Единствено столбовите кај езерото Младост немо стојат како би посведочеле за оваа лага која е мал дел од низата лаги на СДСМ во Велес. Наспроти вашите манипулации стојат делата на ВМРО ДПМНЕ, стои отчетот на ВМРО ДПМНЕ, отчет за отворената нова фабрика Маркарт во Велес,
4500 нови вработувања, изградени 82 километри патишта, 65 апарати во Велешката болница. Затоа СДСМ упорно бега од вистината и упорно лаже и манипулира. Толку се оддалечени од тлото, што искрено веруваат дека повеќе пати кажана лага станува вистина. Така е со сите нивни досега кажани лаги, стои во писмената реакција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. Денеска на пресконференција кандидатот за пратеник од Неготино на коалицијата за подобра Македонија Павлинка Честојанова на пресконференција презентираше еден од најголемите проекти во тиквешијата од програмата Реално. Станува збор за проектот Агропазар Македонија кој е вреден 20 милиони евра. Истиот ќе започне да се гради од 2017 година, а ќе се наоѓа на потегот меѓу Неготино и Демиркапија. Во целосна функција ќе биде ставен во 2019. Проектот е вреден 20 милиони евра и истиот по својот обем и значајност е најголем за целиот Тиквешки регион, но и за Македонија. На оваа зона ќе бидат концентрирани и изградени складишни центри, трговски и пакирни компании. Зоната ќе овозможи собирање и складирање на свежото производство од Република Македонија. Главниот објект ќе биде во државна собственост, но свој простор ќе може да изградат или изнајмат и приватни компании. Агропазар Македонија преку воспоставена аукцијска куќа ќе организира надавање за цените на сите производи. На престојните парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 декември, гласачите нема да бидат одбележувани со фломастер или боја на прстите од раката. Гласачите ќе бидат и понатаму одбележани, но со безбоен спреј кој може да се види само под специјална UV ламба. На 11 декември, денот кога ќе се одржат изборите, гласачите нема да бидат обележувани со фломастер или боја на прстите од раката. Со новиот принцип на списокот до името и презимето и останатите податоци за гласачот, ќе стои негова слика од лична карта или пасош. Гласачите ќе бидат и понатаму обележани, но со безбоен спреј кој може да се види само под специјална UV ламба. При влегувањето во просторијата во која се гласа, изборната комисија прво ќе го провери гласачот со UV ламба, дали претходно гласал, а потоа ќе бидат проверени неговите документи. Со новиот принцип ќе биде вклучена и слика на гласачот, со што ќе се олесни процесот на идентификација. Обележувањето со фломастер или боја на раката за многумина беше неприфатливо, бидејќи на тој начин секој можеше да забележи дали одреден човек гласал или не. Во таа насока Уставниот суд донесе одлука за укинување на овој метод на обележување на гласачите. По повод одбележување на денот на дрвото засади е својата иднина, денеска во Велес беше организирана акција за пошумување, која поради временските услови за жал се одложи. Акцијата ќе се реализира штом ќе има најава за стабилни температури. Катерина Нацева повеќе на оваа тема. Теренот подготвен, садниците спремни, масовна присутност на доброволни велешани, но за жал неповолните временски услови не дозволија да се реализира пошумувањето на територијата на општина Велес. Донесовме решение да овој ден го одложиме за садење на дрвца, ке по натобошна координација ќе се договориме кој ден ќе се спроведе оваа акција. Може и самите да видите дека има интерес од граѓаните на општина Велес. Сите сме за да се одржи на ваква акција, меѓутоа условите се стварно невозможни, земјата е замрзнати се и дел од самите садници. Од општината вела дека штом ќе се подобрат временските услови, тие ќе бидат организатори, оваа акција да биде реализирана. Денеска во Кавадарци се реализираше акцијата Денот на дрвото засади ја својата иднина. Се пошумуваше местноста Глишки рид, каде беа планирани да се засадат 35.000 садници. Во оваа акција учествуваа и заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски и првиот човек на градот Александар Панов, а свој придонес дадоа и учениците од сите училишта од Кавадарци, кои пошумуваа во урбаните средини и училишта.
Развојот на еколошката свест кај целокупното население и подобрувањето на условите во животната средина. Навистина сум среќен заради тоа што во рамки на оваа акција активно се вклучени и сите училишта, не само во општина Кавадарци, вкупно на територија на цела Македонија и основни и средни. На еден начин со таквото вклучување на учениците, на еден начин од најмлади години се развива еколошката свест кај новите генерации, кај генерациите што доаѓаат, затоа што само на тој начин можеме да обезбедиме сигурност и гаранции дека генерациите кои што ќе дојдат ќе работат сериозно и максимално ќе бидат вклучени во делот на обезбедување на подобра животна средина. Денес е ден во кој што сите треба да покажеме дека си го сакаме својот град, си го сакаме своето село, си ја сакаме планетата Земја и нашата Република Македонија. И мислам дека нема подобар начин индивидуално секој дома во својот двор да сади по нешто што е зеленко и нешто што дополнително придонесува за добрата животна средина, поготово бидејќи се наоѓаме во град кој што има јака индустрија, кој што кога имаме магла и кога немаме движење на воздухот има аерозагаденост и од таму мислам дека ова е нешто што мораме сите да го размислуваме, кој што нема политичка припадност и кој што е за сите нас. Во посебното основно училиште Маца Овчарова денеска се одржа традиционалната републичка ликовна работилница. На истата учество зедоа ученици од сите посебни основни училишта од државата и основците од редовните училишта од Велес, Градско и Чашка. Нивните ликовни вештини учениците ги покажаа преку делата кои ги изработија врз производи од керамика, пошто оваа работилница е специфична и многу ретка. Ликовни ракотворби изработени од вештите раце на децата со интелектуална попреченост беа дел од 20-та републичка ликовна колонија која се одржа во посебното основно училиште Маца Овчарова. Ова е традиционален начин на одбележување на 3 декември, ден на лицата со инвалидност. Покрај учениците од ова училиште и училиштата во Велес, на ликовната колонија учествуваа и ученици од другите општини. Учество во ликовната работилница земаат основните училишта од општина Велес, општина Градско и општина Чашка. Исто така учество земаат и учениците од посебните основни училишта од цела република и посебните паралелки во рамките на кои што функционираат во рамките на редовните основни училишта. Нивните ликовни вештини учениците ги покажуваат преку делата кои ги изработуваат врз производи од керамика, пошто оваа работилница е специфична и многу ретка. Нивната креативност на децата во изминатите 20 години се што имаат направено со своите вредни раци, со своите посебни техники на работење, тоа го посведочи, впрочем, и го посведочуваат и стручните лица, професорите по ликовна уметност од ова училиште. Задоволство е да се работи со овие деца, истакна директорката Стојановска, бидејќи покажуваат посебен ентузијазам и љубов. Е задоволство да се работи со нив, затоа што нивните способности се исто така на завидливо ниво, значи не можеме да речеме дека тие не можат ништо да направат или дека не се способни. Напротив, нивните креации, нивните цртежи, нивните експонирање и изработки на грнчарските предмети се од особен карактер, имаат посебна убавина и задоволни се, децата сакаат да цртаат. Значи во рамките на наставата се изведува и таа арт терапија, каде што учениците ги изразуваат своите способности. Покровител на манифестацијата е овој пат 20-та година поред е општина Велес. Таа е дел од низата настани со кои се одбележува 3 декември, светскиот ден на лицата со хендикеп. Кавадаричките пензионери денеска одбележаа 7 децении од пензионерско организирање во Македонија. Богата културно-уметничка програма приредија пензионерите заедно со своите гости од збратимините здруженија од Кочани и Лесковац, Србија. Пензионерите се задоволни од мерките и проектите кои се наменети за нив, особено од редовното примање на пензии кои се покачени за 77%. 70 години пензионерско организирање во Република Македонија денеска одбележаа пензионерите од Кавадарци. Богата културно-уметничка програма приредија кавадаричките пензионери заедно со своите гости од Кочани и избратименото здружение од Лесковац, Република Србија.
Овој јубилеј е можност да се еволуираат програмите и активностите и секако со нова енергија да се продолжи во унапредувањето на правата и должностите на пензионерите. Председателот Ристо Анѓушев рече дека пензионерите се задоволни од мерките и проектите кои се наменети за нив. 70 години е и малку и многу. Како да се земе во обзир, меѓутоа е убава работа да си пензионер. Ние може да се пофалиме посебно овие задните години дека сме задоволни од функционирањето на Сојузот на пензионери на Македонија и со нашето здружение. Ние имаме редовни пензии, секој први до пети во месецот ги приеме редовно пензиите. Задните години се зголемија пензиите за 77, идва и со овие 15, 77%. Така да тоа е добро зголемување. Пензионирањето од работа не значи пензионирање од општеството. Напротив, пензионерите со своите активности и помагање во рамките на домот и семејството, но и во пошироката заедница преку учество во најразлични иницијативи, со своето искуство и интелектуален капацитет се активни чинители на општествените текови. Денешната средба на пензионерите од Кавадарци и Лесковац беше искористена за потпишување на меморандум за збратимување, за кој што председателот Братислав Здравковиќ се надева дека соработката ќе трае долги години. Веома драго и задоволство ми е што смо данас со Кавадарцима. Мене ми е посебно драго што сме денеска во Кавадарци заедно со нашите збратимени пријатели. Кавадарци е убав град. Ја започнавме заедничката дружба со средби во Лесковац и овде. Нам пензионерите ни останува да се дружиме, патуваме и да уживаме во нашите пензионерски денови. Им го продолжуваме животот на пензионерите преку нашите активности. Во Лесковац имаме убав пензионерски дом, имаме и културно-уметничко друштво со повеќе секции. Задоволни сме од заедничката соработка досега, па се надевам истата ќе трае долги години. Импресивна е листата на активности и иницијативи програмски содржини, организирани, инициирани и реализирани од Сдруженијето на пензионери од Кавадарци. Исто така впечатливи се активностите на полето на културата и уметноста. Неодминлив дел се и спортските пензионерски надпревари на локално, регионално и државно ниво, на кои редовно учествуваат пензионерите од Кавадарци. Денеска во Велешката касарна Алексо Демниевски Бауман со свечена церемонија се одбележа завршувањето на војната кариера и заминување во пензија на полковникот Љупчо Костовски. Сања Левкова Ангелова ги има деталите. Со свечена церемонија се одбележа завршувањето на војната кариера и заминување во пензија на полковникот Љупчо Костовски. Колегите од армијата на Република Македонија на полковникот Костовски му посакаа долг живот и мирни пензионерски денови. Началникот на генерал-штабот на армијата на Република Македонија, Мухамед Рацеј, истакна дека секој поединец во текот на својата воена кариера остава дел од себе и дава сопствен придонес во процесот на остварувањето на целите кои ги има армијата на Република Македонија. Полковникот Љупчо Костовски со својата војничка кариера и со својот труд и залагање извршуваше голем број на одговорни длъжности. Во изминатите 8 години пред пензионирањето ја извршуваше должноста командант на команда за обука и на командата за обука и доктрини. Сите овие длъжности полковникот ги извршуваше совесно и одговорно, за што е пофален и наградуван. Полковникот Костовски истакна дека е горд што сите овие години бил дел од армијата на Република Македонија. Ако повторно треба да го одам овој пат, повторно би го избрал патот на посветеност, професионализам и самопрегор. На крајот на краиштата, ако нешто сум постигнал, знам дека тоа сум го направил сам. Заминувам со крената глава и на никого ништо не должам. На полковникот Љупчо Костовски му беше врачена плакета во име на генерал подполковник Методија Величковски, кој ќе го потсетува на времето поминато во армијата на Република Македонија. Одиме со вестите од Македонија. Земјоделците ја привршуваат есенската сеидба, но не сите користат сертифициран семенски материјал за повисоки приноси. Во петок на 2 декември Собранието на Република Македонија организира така наречен отворен ден.
Есенската сеидба привршува. 80% досега е завршена сеидбата од планираните површини, а во некои општини работите одамна се готови. Според експертите, на некои површини проблем представува со какво семе се сее, бидејќи најчесто се употребува меркантилна или пченица за исхрана. Како причина фармерите ја наведуваат ниската откупна цена на родот наспроти скапиот семенски материјал. Домашно производство на сертифицирано семе за житни култури е многу мало, околу 5 до 6.000 тони, а потребите за 100.000 хектари колку што се сеат во Македонија се скоро 20.000 тони кои треба да се увезат. Земјоделците кои ја продолжуваат сеидбата и во овие постудени денови, агрономите препорачуваат употреба на поголеми количества на семе поради опасноста да не поникне секое зрно. Собранието на Република Македонија организира уште еден отворен ден за граѓаните на 2 декември годинава во петок. Поради зголемената заинтересираност на прес-службата од Собранието на Република Македонија донесоа одлука за уште еден отворен ден за сите заинтересирани граѓани кои сакаат да добијат одговор на нивните прашања, воедно и сакаат одблиску да ја видат и разгледаат натрешноста на зградата како значајно историско обележје на македонската државност. Собранието на Република Македонија вообичаено е отворено за посета секој последен петок во месецот, а заинтересираните граѓани потребно е да се пријават најдоцна 5 работни дена пред посетата. Дваесетилјади луѓе во различни насоки избегале од источниот дел на Алепо во изминатите 3 дена, за да се спасат од жестоките судири. Италијанската полиција во областа Катанија заплени над 3 тони марихуана по потекло од Албанија. Вестите од светот. Над 3 тони марихуана по потекло од Албанија заплени италијанската полиција во областа Катанија. Медиумите во Италија наведуваат дека дрогата пристигнала од Албанија со моторен чамец, а истата на италијанскиот пазар требало да биде продавана на мало. Се проценува дека вредноста на дрогата е 3 милиони евра. Во акцијата биле уапсени 6 италијански државјани. Пред 2 дена, италијанската полиција во пристанишниот град Бари заплени 1550 килограми марихуана прокриумчарена од Албанија, додека истиот ден во 3 одделни акции албанската полиција заплени 320 килограми од оваа дрога. Во изминатите 3 дена околу 20.000 лица избегале од источниот дел на Алепо, соопшти портпаролот на Меѓународниот комитет на Црвениот крст Криста Армстронг во Женева. Според неа, бројката не е прецизна. Таа додала дека луѓето бегаат во различни насоки за да се спасат од жестоките судири. Црвениот крст соопшти дека ќе продолжи да биде во состојба на готовност да го организира евакуирањето на болните и ранетите лица и побара да се обезбеди безбеден коридор за извлекување на цивилите. Портпаролот на Руското министерство пак за одбрана Игор Конашенков изјавил дека над 5600 цивили, меѓу кои 2500 деца, биле евакуирани од региони во Алепо, кои се под контрола на бунтовниците во соработка со Рускиот центар за помирување. Денеска имавме претежно ведро, но студено време. Утре не очекува слично време со утринска температура од -10 до -2, а дневната од 3 до 10 степени. Еве ги деталите.
Со оваа информација го означуваме крајот на дневникот. Имајте пријатна вечер.